Собранието се состана, изборот на председател неизвесен. Дали со долгите дискусии на продолжението на конститутивната седница, ВМРО-ДПМН ќе се обиде да го одложи формализирањето на новото мнозинство. И која е целта? Одбрана на Македонија, како што велат, или целта е задржување на власта? Како во вакви наелектризирани услови и во ваква поларизирана атмосфера да се дојде до мирно примопредавање на власта? Тоа се само дел од прашањата во вечерашната топ тема, во која донесуваме и пресек на денешните случувања во Собранието. Ке имаме и вклучување и разговор со заменик председателката на СДСМ Радмила Шекеринска, но пред тоа секако и дебата со моите гости вечерва. Со сите детали почнуваме веднаш. Продолжи конститутивната седница на Собранието, но не се знае докаде и колку време ќе трае дебатата по третата точка, а тоа е формирањето на Комисијата за избори и именувања, што треба да биде што е еден од првите формални чекори за можен избор на председател на Собранието. Во меѓувреме, Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ подоставија предлог за избор на председател, но се уште нема одговор дали тоа значи обид за премостување на формирањето на комисијата. Многу опции и прашања се отворени, многу дилеми за кои што вечерва разговараме со моите гости. Господин Стојан Андов, прв председател на Собранието во Независна Македонија. Добро вечер и добре дојдовте. И господин Исмет Рамадани, исто така поранешен пратеник од првиот состав на Собранието. Но пред почетокот на дебатата, пресек на денот што е пред нас, состојбите и дебатата во Собранието денеска ги следеше Јулијана Левковска. Јуле, и покрај инсистирањето на Социјалдемократскиот сојуз дебатата да продолжи и во текот на ноќта, бидејќи има голем број на дискутанти, до тоа не дојде. Расправата е закажана за утре. Што може да очекуваме утре? Па утре можеме да очекуваме продолжение на она што го видовме денеска. Сведоци бевме дека има одолговлекување на целиот процес околу изборот на составот на Комисијата за избор и именувања, а со тоа и на собраниски спикер. Целокупните дебати се водеа околу тоа дали и како се спроведува платформата на албанците. 57 пратеници беа пријавени за збор, меѓутоа она што беше интересно е дека сите реплики и контрареплики доаѓаат токму од пратениците на ВМРО-ДПМН. Во текот на денешниот ден дискусијата успеа да заврши само Антонио Милошовски. Тука предлагам да слушнеме дел од атмосферата која што се водеше во Собранието. Само да потсетам дека Антонио Милошовски побара председател на Собранието да биде избран од редовите на ВМРО-ДПМН, бидејќи смета дека само на тој начин Македонија ќе може да излезе од политичката криза. На ова реплицираше Радмила Шекеринска, која укажа на фактот дека кризата е она што најмногу ја посакува ВМРО-ДПМН. Мислам дека е време да му посакаме се најдобро на ВМРО-ДПМН, кој денеска објави дека заминува во опозиција. Меѓутоа тешко им е. Тешко им е и сите сочувствуваат. Тешко му е на Трајко Велјановски да замине од фотелјата која што незаконски ја држи. Единствениот аргумент кој што го креирате за да ја оправдате ваквото срамно однесување е, како велите, тиранската платформа. Едно интервју дадено на 21.2017 на Косово Експрес, многу долго интервју, вие прашајте се како добил право на толку големо интервју, и едното друго на 9 јануари 2017 во Дневник. Еве ве повикувам да најдете еден збор во тие две интервјуа во кој Никола Груевски
се откажува, што би рекле вие, и се дистанцира од тиранската платформа. Незаконски може некој да се издава станови под кирија на сопствената фирма. Но не може никој незаконски да ја издава Република Македонија. Шеќеринска е собственик и стопан на своите многу станови. На Република Македонија стопан е македонскиот народ и сите граѓани на Република Македонија, кои што имаат една единствена цел – да живеат во унитарна и стабилна држава, економски напредна, во која што нема да има 1 евро за мене, а 1 за вицето. Нема аболицирани криминалци да ја водат државата и нема платформи од странство да бидат наш устав. Македонија има устав, без разлика дали СДСМ тоа го сака или не. Доколку дебатата продолжи вака и во наредните денови, тогаш таа би можела да трае со месеци, токму поради овие причини со цел да се одблокираат процесите во законодавниот дом. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во текот на денот поднесе предлог подпишан од 20 пратеници за избор на собраниски спикер. Тоа според СДСМ значи дека во овој случај би се заобиколила Комисијата за избори и именувања и директно во собранието ќе се оди на избор на собраниски спикер. Меѓутоа, за ВМРО ДПМН предлогот на СДСМ е легитимен. Меѓутоа, постои уште една точка на дневниот ред, а тоа е дека комисијата може и самата таа да предложи свој собраниски спикер. Истото може да го сторат и политичките партии, да дадат по неколку кандидати, што значи дека процедурата повторно ќе се долговлекува. Да ги слушнеме тука изјавите на Петре Шелегов и на Илија Димовски. Согласно одредбите од деловникот, веќе поднесовме барање за избор на председател на собранието со поддршка од 20 пратеници. Дискусијата по оваа точка станува безпредметна, бидејќи комисијата и не мора да се избере, треба веднаш да се прејде на избор на председател на собранието. Очигледен е сраот од одговорност. Надвор од секоја логика, ВМРО ДПМН побара мнозинство во комисијата, доби. Надвор од секоја пракса, логика, ВМРО ДПМН побара председател на таа комисија да биде Илија Димовски. И сега ВМРО ДПМН го блокира изборот токму на Илија Димовски за председател на таа комисија. Со неделовничко однесување и реплицирање самите на себе. Видете, ние не сакаме да спречиме, ние сакаме да дебатираме и сакаме пред собранието да донесе било каква одлука, да испаднат на виделина сите скриени договори кои што СДСМ под уцена ги прифатил во минатиот период. Че СДСМ не е добродетел со тоа што ВМРО ДПМН има 6 члена во таа комисија или има председател на таа комисија. Тоа право нас ни го дале граѓаните кои што во најголем број гласале за ВМРО ДПМН и за коалицијата за подобра Македонија. Нашата дебата не е само од формален карактер денеска, туку нашата дебата е и што оваа комисија како политички продукт треба да го достави до собранието. Боби? Јулијана, во меѓувреме имаме и уште еден нов момент, а тоа е изјавата на БЕСА дека не го поддржуваат Талат Џафери за председател на собранието. Што тоа ќе значи во однос на мнозинството што го има СДСМ? Дали БЕСА излезе со конечен став околу тоа? Дали ќе учествува во владата или само формално ќе ја даде поддршката? Од БЕСА соопштија дека тие биле разочарани што Социјалдемократскиот сојуз на Македонија не го прифатил нивниот предлог, меѓутоа не посочија кој бил нивниот предлог, само рекоа дека тоа бил човек кој што има поголем кредибилитет од предложениот Талат Џафери. На овој начин, велат од БЕСА, паднала маската за така наречена реформска влада. На прашањето дали тие ќе учествуваат во владата, рекоа дека се ќе зависи од натамошните чекори и потези кои ќе се прават. Прво, дали воопшто ќе се велат дека не се сигурни дали воопшто ќе се избере собраниски спикер и дали Заев ќе го добие мандатот за формирање на влада, што значи дека постапката дополнително се усложнува. Боби? Благодарам, тоа беше Илјана Левковска за денешниот ден во собранието. Очигледно не очекуваат господин Андов уште многу вакви неизвестни собраниски денови. Како вие го дефинирате она што денеска се случуваше? Имаме две различни толкувања. ВМРО ДПМН вели тоа си е нормална дебата, од друга страна од Социјалдемократскиот сојуз велат дека е ова класично кршење, узурпација на деловникот.
ова што го гледаме на телевизијата е сосем точен одраз на кризата. Политичката криза која имаме во земјата, и ако некој очекувал дека мазно ќе одат овие решенија, тога и се лажел. Тоа така ќе оди. Меѓутоа, мислам, треба да се исцрпат сите процедурални можности. Да не остане трага дека некој му е скусено правото да застапува одредено гледиште. Нека тоа потрае. Ако треба и 10 дена. Меѓутоа, ако се оди според оваа динамика, не 10, туку, ако ја земеме саатницата и тактиката што е наметна ВМРО сами на себе да си реплицираат, ако ја земеме саатницата на едниот дискутант, на првиот дискутант Антонио Милошевски, значи ако сите 50 понатаму тераат со истото темпо, некаде повеќе од 20 дена би траела расправата. Тука ги имаме и великденските празници, па ќе не фати 1 мај. И до кога така? Видите, нема како, туку треба да се совладат тие состојби во собранието. Многу е добро што собранието се состанува сега, да се дава, комплицирано е внатре, да кажеме, пратениците од ВМРО ДПМН, вака што се однесуват, има силни мотиви. Не е тоа туку така, нешто ги тера на оваа работа, нешто што они веројатно не сакаат да го кажат што е тоа. На што сугерират? Па, веројатно за нив е опасно да ја губат власта. И нормално е да има и отпор. Ако некој мисли дека мирно преземање на власта значи и меко преоѓање во парламентот, тоа не е така. Парламентот веќе не е поле каде што, да речеме, има насилство. Таму нема. Во парламентот процедурата треба да се тера. Ако може да се скрати од тие 20 дена, добро е. Ако не, нека се издржи, ама да секој си ги оствари своите процедурални права. Тоа е основно, ако сакаме да бидеме убедливи и кон нашите граѓани, и кон нашите пријатели во странство, кон цел свет. Добре, има многу процедурални прашања кои што ќе се обидеме да ги разгледаме и разјасниме. Господине Рамадани, која е прво вашата оценка околу ова? Сведоци сме били на вакви ситуации, може би не со долги дискусии, со поднесување на илјадници амандмани, молчење, читање поезија во собранието. Јас ќе продолжам таму каде што застана господинот Андов, првиот наш председател на собранието во плурална Македонија и демократска Македонија. Се зависи од тоа кои се мотивите. Ако мотивацијата на пратениците на ВМРО ДПМН е по секоја цена деструктивност, односно бесконечна деструктивност, со тоа што тие најверојатно сакат да бранат нешто што не може да се одбрани, меѓутоа нема процедура, нема начин како да ги спречиме во нивното право за дискусија. Затоа што на една дискусија може да има и 100 реплики, како што видовме денеска, и си продолжува. Меѓутоа, во очите, пошто парламентот директно се преместуваат тие дискусии во очите на јавноста и на граѓаните, сепак тоа може би помага. Не дај Боже бесконечно тоа да продолжи, меѓутоа кога има шанси да се изнесат аргументи од едната и од другата страна, тогаш е добро. Меѓутоа имаме една специфична ситуација како што почна денеска. Има еден податок дека со односот на пријавени дискутанти е премногу фаворизира, односно премногу голем на бројот на тие што ќе дискутираат да ВМРО ДПМН пратениците. 50 дискутанти од СДС, од ВМРО ДПМН 7 се од останатите политички. 57, така што и се покажа денеска таа тактика, сами себе си реплизираат. Тактика изгледа договорена со, за жал, и преседавачот, односно
Велјановски, како тоа однапред, веќе место да координира ефикасност во парламентот, тој координирал и со неговата партија, односно со неговите пратеници, обструкција и деструктивност, така што малку ќе биде тешко, меѓутоа на крајот на краиштата нека има дебата, но мора да се најде начин сепак за излез од една ваква ситуација, но гледам дека одредени пратеници што денеска дискутираат таму, по мои критериуми, по мое искуство, беа крајно деструктивни, кажуваат многу невистини и на невистината друга невистина и така си продолжуваат и мислам дека, не знам, се прашувам каде е моралот, каде е срамот, али тие си знаат. Има многу прашања. Пред да продолжиме, во седиштето на СДСМ е заменик председателката на Социјалдемократскиот сојуз Радмила Шекеринска. Треба да ја имаме на линк. Господја Шекеринска, дали е ова обструкција или деструкција, како што денеска ја нарековте, од страна на ВМРО ДПМН, и имате ли одговор на некаков на таквиот начин на однесување, бидејќи во студиово го имаме и првиот председател на Собранието Стојан Андов, кој со сето искуство зад себе, сите години на спикерското место, вели дека процедурата е таква, едноставно ова наметнато темпо можеби ќе мора да се издржи и да се заокружи оваа почната дебата. Добро вечер и благодарам на поканата. Најпрви да кажам дека не се работи ниту за тактика која треба да се издржи, ниту за пристап кој што инсистира на дебата, што би требало по мене да се поздрави. Туку се работи за сериозно и систематско кршење на неколку одредби од деловникот, кои што во меѓувреме се ревидирани од страна на Собранието на Република Македонија, најповеќе се ревидирани од страна токму на пратеничката група на ВМРО ДПМН. Прво, ние веруваме во дебата. Ама денеска ова што го видовме не беше дебата. Денеска беше обид наместо дебата да имаме серија на лаги, дисквалификации и кршење на деловникот. Во изминативе денови ВМРО ДПМН тврдеше дека е најголемата пратеничка група и како таква и припаѓа местото председател на Комисијата за избори и именување. Тоа прво не е точно дека постои некој автоматизам, меѓутоа денеска пратениците на ВМРО ДПМН тврдеа дека тие немаат пратеничка група. И сега ВМРО ДПМН мора да избере дали имаат пратеничка група со 51 пратеник, која што може да бара председател на одредена комисија, број на одреден број на членови во комисиите, или се збирка на 51 независни пратеници, бидејќи денеска така се однесуваа. Обидот еден да реплицира, а 50 од истата пратеничка група не му да му реплицираат, не е обид ниту за обструкција само, ниту за деструкција, тоа е обид 4 години после завршени избори ВМРО ДПМН уште да се држи за фотелите. Со вакви методи, со вакви кршења на деловникот, јас ќе кажам, бидејќи навистина немам дилеми, граѓаните ќе се чувствуваат секој пат измамени, бидејќи нема зошто да излегуваат на избори. Тој што е имал претходно власта ќе си ја чува и 4 години ќе дебатира на темата кој да биде председател на Комисија за избори и именување. И таа дискусија никогаш нема да заврши. Се извинувам што ве прекинувам, на ваков начин дебатата не може никако да заврши. Еве некои проценки покажуваат дека би траела најмалку 25 дена ако се одржи денешно во темпо. Меѓутоа, од друга страна... Дури и тоа не е точно. Дури и тоа е оптимистичка верзија, заради тоа што теоретски, ако Трајко Велјановски продолжи да го крши деловникот, со тоа што ги третира како независни пратеници, кога ќе завршат со дискусиите и со репликите, секој од нив ќе се пријавува неограничен број пати процедурално. Денеска и говорниците, и оние кои што реплицираа, и најголемиот дел од тие кои процедурално реагираа, апсолутно не го почитуваа деловникот. А Трајко Велјановски го правеше тоа што добро го прави 10 години, а тоа е да молчи.
Каде е излезот Значи во- не е проблем дебатата. Денеска во 6 побаравме дебатата да продолжи. Ама знаете како, оние кои што навикнаа 10 години да бегаат од дебата, и денеска избегаа од дебата и решија утре не да продолжеле во 10, не да продолжеле ниту во 11, туку според кажувањето на Трајко Велјановски ќе продолжи собранието со работа во 12. И затоа велам, ова е систематско кршење на деловникот. Прво, Која е за да власта алтернативата? Се остане извинувам. непроменета и покрај тоа што ги изгуби изборите, и второ, за да никој од нив не одговара пред судовите. Која е алтернативата? Порачавте од пресконференцијата, должност на парламентарното мнозинство е да ја преземе одговорноста и имаме парламентарно мнозинство и тоа ќе ја исполни својата обврска. Што значи ова? Како? Уште во текот на утрешниот ден, ние уште еднаш пред сите пратеници во Македонското собрание, а бога ми и пред целата македонска јавност, точно ќе реагираме на секое од овие кршења. И ќе бараме собранието да се врати назад во своите уставни рамки, кои што се дорегулирани со деловникот за работа на Собранието на Република Македонија, и ќе бараме од Трајко Велјановски, кој што си ја узурпираше позицијата, да се врати во рамките на деловникот. И од таквото работење, согласно законите, согласно правилата, нема да отстапиме. 10 дена слушаме како ВМРО ДПМН се повикува на правила и на пракса. И правилата и праксата покажуваат дека ВМРО ДПМН мора да прифати дека оди во опозиција. Попрецизни што значи тоа да се врати собранието назад, бидејќи Трајко Велјановски во моментов, еве подоцна ќе коментира и господинот Андов, Трајко Велјановски како председателувач во моментов се чини непремослив. Една точка да се затвори според деловникот треба да се донесе заклучок или еве читам во деловникот вели прост премин, значи да се каже се завршува оваа точка, преминуваме на следната. Од друга страна имаме уште една се чини трик ситуација навестена од ВМРО ДПМН. Ова што од ВМРО ДПМН е вела дека тоа што вие го направивте, што излеговте со кандидат за председател со 20 подписи, може да го направат уште една или две групи од по 20 пратеници. Што значи, еве, хипотетички ВМРО да се подели пратеничката група на две, па да предложат 20 спикери на собранието. И докаде би одела таа игра и како да се врати сега назад, да се канализира во деловникот и уставот, ако ние веќе 3 месеци сме надвор од тие процедури? Ние 2 години гледаме како ВМРО ДПМН е воден од една единствена цел. Како да спречи во оваа држава најпосле да победи правдата. И никој од нас не очекуваше дека преку ноќ ќе се променат. Така што очекувано беше дека ќе создаваат безброј сопки, и ова денеска е уште една нова. Пазете, денеска тие го блокираат изборот на председател и членови на комисијата за која тие инсистираа. Затоа, кога видовме и кога предвидовме дека тоа сценарио ќе се случува, уште на самиот почеток, 5 минути пред Трајко Велјановски денеска да ја почне седницата, ние покажавме дека собранието не мора да биде нивен заложник. И затоа, со подписи доставени до архивата во собранието, ние бараме собранието веднаш да премине на клучната точка на конститутивната седница, а тоа е избор на председател на собранието. Им препорачуваме на ВМРО ДПМН, ако сакаат и тие да дадат кандидат за председател, го имаат и нема да го попречуваме ни подразно тоа нивно деловничко право. Со 20 пратеника можат да предложат кандидат за председател на собранието, точката на дневен ред е една и по неа се води дискусија, а на крајот се гласа за различните кандидати. И ние сметаме дека ако една од речениците која ВМРО ДПМН денеска што ги кажува е точна, тие би требало да бараат утре да се гласа. Тие велат дека Македонија треба час поскоро да организира локални избори и ние се согласуваме. И за да тоа се случи, ние треба да имаме час поскоро избран председател на собранието,
кој тие избори ќе може да ги закаже согласно закон. Меѓутоа, како што гледате, ВМРО ДПМН го прави истото за кое што ги обвинува сите останати. Тие велат локалните избори не можат да се случат заради парламентарното мнозинство, а тие се единствените кои го блокираат изборот на председател на собранието. Целта на сите им е јасна. Ова на крајот може да се сведе колку претеници, толку толкување, меѓутоа на крајот ќе треба некаков модалитет или да се убеди Трајко Велјановски или тој да биде на некој начин заменет. Можно е тоа? Сите инструменти кои што ги дава деловникот до сега ги користевме. И покажавме дека не сме нестрпливи и покажавме што е уште поважно, дека си ги почитуваме своите институции, нашиот устав и законите кои што ја дефинираат нашата работа. Го почитуваме и политичкиот противник, иако ги злоупотребува и ги крши сите овие одредби. Меѓутоа, знаете, најблагоречено е несериозно. Во ситуација кога денеска 50 пратеника на ВМРО ДПМН се пријавени за да дискутираат и да си реплицираат сами на себе и да зборуваат како државата е во опасност, да гледаме како нивниот прв човек решува во клучните моменти наводно за државата да отпатува од ненадеж на подолг службен пат за да си ја представува својата партија под име на држава Фиром. Тоа е сега сосема друга тема. Кои денеска ги слушнавме. Последно прашање, очигледно. Слична е темата. Таа тема покажува овој мислам дека детал е важен за да се каже колку секоја од лагите и конструкциите изречени на денешнава седница паѓаат во вода. Сосема кусо на крај очигледно не ги откривате адутите, а толкување на деловникот има многу. Сосема кусо на крај за ова вклучување БЕСА не се согласува со вашиот предлог за избор на председател на собранието. Остри изјави денеска, изборот на Талат Џафери според нив, значи со тоа велат паднаа маските за така наречената реформска влада. Како тоа ќе влијае на договорот за коалиција и воопшто на мнозинството што го имате? Едноумие нема да замениме со друго. И ние, кога пристапивме кон процесот на формирање на парламентарно мнозинство, пристапивме целосно свесни дека околу некои прашања нема да имаме целосна согласност. Меѓутоа, она што и ние го забележавме и го цениме во соопштението на БЕСА е нивната определба да поддржат реформски чекори, да поддржат реформско парламентарно мнозинство, бидејќи реформите ниту ќе почнат, ниту ќе завршат со изборот на председател на собранието. Пред нас се многу поголеми предизвици. Да избереме влада насочена кон реформи, да обезбедиме независни институции, да обезбедиме подобар живот за секој граѓанин и она што сите го бараат, да обезбедиме функционирање на правната држава и правдата. Шекеринска, простете ако звучам цинично, меѓутоа морам да прашам. Ќе имаме ли председател на собранието и кога? За Великден, после 1 мај? Председател на собранието ќе добијат граѓаните на Република Македонија кои што гласаа за промени. Затоа ќе добиеме и собрание и набргу потоа и влада кои што ќе бидат насочени кон реформи, кон промени и кон подобар живот. Сите овие обиди за сопки, сите овие обиди за злоупотреба се остатоци на она старо време, која за жал до последен момент ќе се бори да остане на слобода, да остане без контрола и да остане да владе и понатаму и покрај тоа што граѓаните им ставија крај на мандатот. Радмила Шекеринска, заменик председател на СДСМ, ви благодарам што бевте дел од топ тема на ваша страна, покана за директно вклучување и расчистување на дел од нејаснотиите денеска, односно во обид да ги дознаеме следните чекори и тактиката на партиите. Покана упативме и до ВМРО ДПМН, до пратениците Илија Димовски и Антонио Милошовски, но поради приватни обврски, како што ни рекоа, не беа во можност да се вклучат во вечерашново издание. Шекеринска, вам ви благодарам уште еднаш.
Господин Андов, очигледно е дека има многу замки во деловникот, особено она што го најави и ВМРО ДПМН, дека еве сега и тие можат да предложат свој кандидат. И сега, ајде да го расчистиме овој дел, како според вас може да се оствари ова што Шекеринска го најавува, дека граѓаните ќе добијат председател на собранието од мнозинството кое што постои сега, тие 67 потписи. Треба парламентот да добие председател. Тоа е основната цел сега. И нека се користат, јас немам примедба на тоа, кои процедурални можности ќе ги користе, да речеме, сега парламентарното мнозинство, нека си го користи. Ако успеат со тоа, јас сум да се тоа, ако може да се реше во 2-3 дена, или 5 дена, или 10 дена, но... Може ли според она што денеска го видовте и знаејќи го деловникот? Вака, јас по ова што го денес гледам, мислам оти, ако вака продолжат, тие фактички тезите од митинзите сега се преселија во собраниската сала. И сметам дека после 5-6 дена ќе се открие тоа не е сериозна работа, дека не се работи за некој интерес на државата и така натаму, туку тоа е форма на кочење на процесот на промена на власт. И затоа не гледам друга можност, освен да се издржи во ова работа, да не се вади надвор од собранието. Добро е што собранието работи и таму да се заврши работата сега, таму да се заврши во собранието. Да се има нерви, да се тоа издржи и да се превзема што помалку чекори за во оваа седница да се оспорува, па да му се дава можност да уште еднаш се изредат 51 пратеник и така натаму. Едноставно нека и се испукат, нека кажат што ќе биде и датаму да се оди. Инаку тоа оти ќе предложи мнозинството на свој кандидат за пратеник е сосема нормална работа. Дали тоа може да ја премости комисијата без оваа расправа за составот на комисијата без одлука на председавачот? Па никој не бара да премости, нек си даде и комисијата предлог. Но комисијата не е формирана уште. Па нека ја формират. Пратениците се пратеници со важнички мандат и 20 од нив можат да предложат избор на председател. Ако може само. Сосема е тоа, нема тука спор. Господин Андов, само сакав малку да дополнам во ова. Ние имаме една ситуација кога немаме председател на собрание. И овој што се прави дека е преправа дека е председател на собрание, Велјановски, не е во ситуација, нема мандат, затоа што не е председател. И тој воопшто нема да прави никаков обид, да речеме како што вие тоа го правевте едно време, кога јас бев пратеник, после тие познати ваши паузи, што ги дававте, и вие со координаторите на пратеничките групи, или со целата пратеничка група, обавувавте, значи, дискусија, координација и така натаму, за враќање на нормален тек на дискусијата на парламент. Извинете, Рамадани, што ме прекинувам, сега немаме формирани ни пратенички групи, бидејќи деловникот е таков да спикерот е битен за формирањето добро, али сепак неформално имаме пратенички групи. Тие веројатно веќе имат и нивни координатори кои ги координираат. Нешто нема со кого да координира Велјановски. Велјановски не сака да координира. Он во ниедна ситуација не сака понатаму да речеме да даде пауза, да седне, дајте што правиме. Нека има дискусија, меѓутоа овие дискусии треба да имат крај. Ова денеска што беше со Милошовски, ова е трагикомедија.
од 100 пати таму му реплицираат неговите. Но главното образложение беше дека се третираат како пратеници поединци, бидејќи нема пратеничка група. А пратеничка група не може да се формира според овој деловник пред да се избере председател на собрание. Значи сме во една комплетно хаотична ситуација. Зошто имаше представници кога се договара за формирање на комисијата за прашање на избори и именувања? Тогаш како се состанаа? Сега зошто не се состануваат за текот на седницата? Обструкцијата е очигледна. И има извртување на тези. Има извртување на содржината и на настапите и на сето тоа. Значи, чиста обструкција до безкрај. И мислам дека тоа е работа што граѓаните го гледаат, меѓутоа жалосно е вака да функционира еден парламент после 27-6 години плурализам, односно демократија. Затоа што не сакат од ова да извлечат резултат. Ние имавме спротивставени ставови, имавме наша мотивација, дури и политички несогласувања. Меѓутоа, за потребите тогаш на државата ние работивме до 3 до 4 наутро. И имаше оштра расправа меѓу нас, спротивставени ставови. Меѓутоа се знаеше целта. Ние тогаш целта беше да се дојде до една демократска, независна држава, Република Македонија, ни става парламентарна демократија. Денеска, каде е крајот на ова? Еве и госпоѓа Шеќеринска се кажа, меѓутоа, навистина, јас ја разбирам. Ви инсистиравте на еден точен одговор кога ќе имаме председател. Ви инсистирам и од вас, бидејќи ја знаете процедурата, меѓутоа очигледно е дека ние сме сега надвор од сите процедури. Како да се вратиме назад? Затоа што деловникот, процедурите понекогаш се прават, не понекогаш. Најдобро е тогаш кога се координира работата, кога има желба, волја да се излезе од тој ќорсокак, односно од тоа што сега е безизлезност. Господин Андов, како да се вратиме во процедурата или во оно што вели господин Исмет Рамадани, безизлезност која се чини во момент? Добро, мислам од деловникот овој сега што е оставил многу празнини и можност за игри. Тоа е очигледно и нарочно е направено. Меѓутоа, требало поранешните состои кои го донесоа, состави на парламентот, требало тогаш да се борат да деловникот биде појасен и во согласно со Уставот. Тука има некои работи кои ги проблематизираат деловникот, иако во Уставот другчие стои. И затоа тоа не може сега да се направи. Сега тоа не може да се поправи. Деловникот таков каков е, тоа ќе биде. Господинот Трајко Велјановски не е председател, не е избран председател. Тој е председавач на оваа седница по согласност на координаторите. Тие се согласиле да тој биде председавач. Меѓутоа, по Уставот е избран е само оној председател кој собранието ќе го избере, а не на координационата група да се посочи дека Велјановски треба да биде. Не произлегува од Уставот дека поранешниот председател треба да председава и со на седмиците на парламентот новоизбраниот состав. Да, но кој би го сменил сега него? Тој си е тука, тој си е избран и како? Тоа во Уставот не го ставивме така од причина што може тој председател да не биде избран за пратеник, па ќе излезе од улицата да собираме луѓе да председават со парламентот. Нормално. И затоа ние не ставивме дека председателот на собранието тој ја закажува седница до тогашниот, но никако не е и да председаваш да биде. Тоа они го спорат. Меѓутоа, координаторите се сложиле со тоа. Значи, координаторите не процениле што може да следува од тоа, а се сложиле. А и како председаваше денеска? Молам?
Како преседавач... Имаме, се извинувам што ве прекинувам, мораме да одиме со пауза за реклами, па потоа ќе го разгледаме и можните решенија за излез од оваа ситуација, но и ќе дебатираме и околу општиот контекст на целата политичка криза. Добре дојдовте назад во топ теме на ваша страна. Мои вечерашни гости се господата Стојан Андов и Исмет Рамадани. Господин Андов, велите треба трпение за да се вратат работите во извесен колосек, меѓутоа од друга страна еве парламентарното мнозинство вели тие што час поскоро сакаат да го легитимираат тоа мнозинство. Од друга страна, владеачката ВМРО ДПМН, освен тенденцијата на одлагање на целиот тој процес, се повикува и на народот кој што е на улица. Значи, како во еден таков амбиент да се истрасира некаков пат во институциите, кога и во институциите гледаме се делува малку во становените норми? По моје мислење, главна промена на оваа сегашна ситуација во претходната е што почна да работи собранието. Тоа значи дека без оглед на неискреноста или не знам што и другите задни намери, ВМРО прифаќа да се решава кризата по парламентарен пат во собранието. Тоа што ќе добива подршка и на улицата, тоа многу не значи. Тоа веќе губи од значењето, што ќе се случува во собранието, се повеќе тоа ќе биде важно. И мислам оти покрај сите овие настани кои се, не треба да се направи некој гаф кој ќе го искористи ВМРО да излезе од собранието. И за тоа да може да го бране тоа, па пак на улиците да се пренесе таа борба политичка сега, и тоа мислам ќе биде лошо. Треба да се искористат сите процедурални можности, да се скрати времето кое вака се троши, но по моје мислење е потребно да се што ќе се прави има покритие. Например, еве сега они ќе предложат 20 пратеници, а нема комисија. Може да предложат. Дури да има комисија. Можат да предложат. Да, но некој треба да го стави тоа на дневен ред. Ако е предлог, не може да не го стави на... Ама не може, видите... Не може пред да се исцрпи расправата по третата точка. Затоа што таа точка е сега во расправа. И затоа треба да се биде трпелив да се заврши оваа точка. Да се заврши точката. Че се избере или нема да се избере, една работа е, а може да не се избере таа комисија. Собранието може да ја одбие тој состав на комисија. Со мнозинство гласови. Точката е завршена. Се оде на нова. Кога ќе биде гласањето? Молам? Кога ќе биде гласањето? Да, така. Кога ќе биде тоа? Не, видите, нема друго. Со гласање се одлучува и процедурата е таква. Деловникот е таков, сега. Има злоупотреби и лоши толкувања на деловникот, меѓутоа очигледно не постои во овој момент начин како тоа да се избегне. Рамадани, чекањето е единствено решение, трпеливоста или? Да, се разбира дека трпеливоста една од најдобрите особини ќе биде во една ваква ситуација тензична. Нормално дека расправата ќе продолжи. Ако е можно во некаква координација, сепак да се скрати нешто од сето тоа што е дебата или меѓутоа барем требаше во оваа парламентарна дебата да се овозможи на еден начин да се бира председател на собранието, да профункционира парламентот како што треба, со председател, со пратенички групи, со комисии, и тогаш веќе вториот дел, бирање на влада, тоа е малку полесно во однос на времето, затоа што се дебатира. Не би рекол со оглед на ставовите на председателот Иванов, кој поставува и политички услови. Предпоставувам дека кога ќе се бира председател, тогаш веќе бројката и де факто ќе биде потврдена мнозинството
во парламентот и тогаш председателот Иванов веќе не може да најде, може да си најде алиби секогаш, меѓутоа ќе му биде просторот стеснат за да може да маневрира понатаму. А бирањето на владата тогаш веќе е пропишано. Може да расправа до 24, да речеме истиот ден за... Да, тоа е веќе регулирано како ќе се избере председател на собранието, но очигледно е дека веќе дебатата е изместена во една друга сфера, односно она тема одбрана на Македонија од тиранската платформа. Да слушнеме две специфични изјави кои што ја илустрираат токму тој дискурс на расправата, Антонио Милошевски и изјавата на Џеват Адеми од денешната расправа, кој што се една добра илустрација за тоа правецот во кој што се одвива дебатата во собранието. За жал, некој друг наметнува етнички теми, некој друг создава етничка нетрпеливост, некој друг не признава македонци или други. Некој друг сака во оваа дневна политика да ги заоштри работите кои што можат да имаат и подолгорочни последици. Ние сметаме дека за да има демократија треба да има почитување на изборната волја, на победникот, на народот кој што се изјаснил на избори. И истиот народ да му биде овозможено да биде воден од собрание и од влада која што работи според изложена и гласана програма, а не постизборна платформа. Пошто сме на добар пат да ги промовираме работните тела на собрание и да го избираме председателот, кој ќе биде албанец и кој ќе биде Талат Џафери, што ви пречи? Чому сета ова нервоза? Кој ќе ни биде председателот на собранието? Каков човек? И што ќе прави, а? Ќе ги избрка инвеститорите? Ви се молам. Кој инвеститор го донесе во Македонија до сегашниот председател на собранието? Ама ви се молам, што зборите? Дај, освестете се, отворете ги очите. Тоа беа ставовите на Антонио Милошевски и на Џеват Адеми. Господин Андов, очигледно е дека дебатата се води во еден правец, а тоа е таа реторика на ВМРО ДПМН дека еве особено и со номинацијата на господинот Талат Џафери, со преговорите кои што ги води ВМРО ДПМН со се извинувам СДСМ со ДУИ дека околу албанската платформа или декларација, дека се остварува едно сценарио за разнебитување на државата. Добро, тука е многу важен првиот дел од изјавата што го ја овде слушавме од Милошевски. Фактички тој не прифаќа трансфер на власт. Не прифаќа за тоа што вели дека партијата која добила најмногу пратеници треба да има и председател на собранието и влада. Тоа е неговата изјава. Тоа е спротивно, не е во склад со уставот. Влада избира мнозинството. Не може да дигне рака или да притисне копче некој друг, освен пратениците. Без оглед до кога може да се влечи таа работа, меѓутоа пратениците само можат и да изберат. Овие избори, такви какви што се, што беа на 11 декември, ВМРО ДПМН ги призна. Груевски ги призна изборите. Да, но веројатно во очекување дека ќе продолжи партнерството со ДУИ. И сега повторно се враќаат на принципот победник со победник, се друго велат е пропаст на државата. Добро, тоа они можат 100 пати или да го речат, меѓутоа не треба околу тоа глава да го боле никој во собранието што Милошевски сега вели. Не се такви состојбите во Македонија да нема председател собранието, ако не е од ВМРО. Ниту пак да нема влада, ако не е коалиција на ВМРО што ќе ја води. Вие сте пример дека, еден од примерите дека
председател на собрание може да биде и од партија која што Која не беше нема мнозинска. Сигурно. Јас бев 3 пати избран. Третиот пат кога би избран беве само тројца партијци имав. Така да бев избран да се свршат тие работи и ги завршувавме успешно тие работи. Тогаш што беа пред нас. Така да мислам сега, ако може да минеме на овој основниот услов на таа Тиранската платформа. Колку Видите, за тиранската платформа, ако се сеќавате, јас прв реагирав. И дадов еден текст во и во Плюс Инфо и во Слободен печат за тоа кои опасности ги носи тој документ и што може да се предизвика. Тоа беше мојата интервенција, тоа беше објавено и мислам на 9 декември, на јануари. Јас негде 12 или 13 јануари интервенирав, а на 9, колку што се сеќавам, Груевски го доби мандат. И никој до тогаш не ја споменуваше како проблем. Тие не читале дури и тоа ја што го пишував таму. Тие се промолчија. Си преговараше 20 дена, си молчеше и Иванов. Иванов, ако навистина се грижил за безбедноста на земјата и ако е уверен у тоа дека во опасност се доведува безбедноста на земјата, требаше веднаш да преземе некои мерки кои по другите членови на Уставот може да ги има. Да бара да се тие луѓе гонат, да се дадат на суд и така натаму и така натаму. Тој си молчеше се додека не дојде времето да го даде мандатот на Заев и тогаш ги кажа тие работи. Не ја осудија платформата, ниту ВМРО ДПМН, ниту како партија, ниту Груевски, ниту овој Иванов. Сега они барат друг да ја осуди платформата. Така да, така стојат околу платформата состојбите. Мислам оти платформата Заев во програмата што ја презентираше на владата и го даде местото. Тоа биле подобни ставови, подобни позиции на партиите кои работат на создавање парламентарно мнозинство, дека за тоа разговарале. Ако не разговарале, треба да каже, Груевски одма не кажа. Груевски не рече дека ги одбивам разговорите, бидејќи платформа имате ви. Колку лоша услуга си направи албанските партии што патронатството над ова изјава или декларација, бидејќи албанска платформа е оној збор кој што пошироко се користи, е сепак во Тирана. Прво ќе мораме и понатамо да објаснуваме, треба да го искористиме и нашето искуство, пред искуството на господинот Андов и после мојот. Прво како документи, како акти. Познато е, тој што чита малку повеќе, тој што знае малку барем во овие работи, дека по тежина не се исти декларација, резолуција, платформа. Гледам јас и на македонски преведената декларација е секаде платформа, а на албански е декларација. Значи, тежината на една декларација, после и резолуцијата, просто резолуцијата обврзува. Тежината во дебатата е спонзорството, односно фактот дека таа беше поддржана, подпишана во Тирана и најголемата и најдобрата, мислам, вистина е дека декларацијата е направена тука. Затоа што јас, пошто ги следам и ги пратив и нивните програми, и нивните предизборни платформи на партиите на албанците. Верувајте ми, не верувајте ми, земете ги, отворете сите тие што се заинтересирани, нека ги отварат и нека ги прочитат нивните програми, односно платформи изборни, ќе видат дека тие се многу на повисоки ниво се барањата, да речеме и на дуи во однос на јазикот,
И на Веса и на Алијанса има многу порадикални барања отколку она што се во заедничката изјава. И сега, ако дозволете ми, затоа што гледам дека има и наши колеги кои коментират, односно во улога на аналитичари, кои подржуваат опција ВМРО ДПМН на Никола Груевски, меѓутоа никогаш не ја кажуваат вистината. Почитувајќи ја слободата и демократска волја на албанските гласачи изразена на предвремените парламентарни избори во Република Македонија на 11 декември. Во духот на Ахоридскиот договор на консензуалната демократија е потребата за исполнување на нормативните обврски кои произлегуваат од уставните измени. Реафирмирајќи ги заедничките програмски и стратешки определби на албанците и сите граѓани на Република Македонија, посветени за просперитет и долгорочна стабилност на Република Македонија. Добро, тој почетокот само сега немаме толку време само за да предводени од заедничката посветеност за мир, стабилност, безбедност, меѓуетнички соживот, во духот на еднаквоста и достоинството, во согласност со европските и меѓународните конвенции, тоа е целиот вовед во декларацијата, меѓутоа расправата излезе од тие рамки. Само моите предпоставки, дури нека бидат и шпекулации од тие малку, нека бидат и штури информации што ги имам јас. Прво, знаејќи го карактерот, односно Еди Рама како премиер и како човек, тој е космополит. Затоа што во неговата фамилија има 3-4 вери, мислам. Едно. Второ, тоа што мислам дека доприносот на Еди Рама во овој случај, во однос на пеглањето на ставовите на политичките партии парламентарни на албанците, негове доприносот, ако веќе навлегол во содржината, мислам дека тој направил нешто добро во однос на тоа што ќе бидат барањата на албанските партии. Затоа што ова не е контест, не е спор македонци-албанци, него ова е декларација од како појдовен документ за да се направи коалиција со одредена политичка партија. Прво беше со ВМРО ДПМН, не се направи, со СДСМ е вториот обид. Зошто сега веќе се извртуваат тезите, се спинуваат работите, се сатанизира текстот на платформата, односно декларацијата? Затоа што во претходните договарање за влада, за конституирање, односно формирање на влада, веќе имаше една лоша појава и навика. Се преговараше помеѓу ДУИ и ВМРО ДПМН, од другата страна шеф на ДБК, Државната безбедност и контраразузнавање, од другата страна преговарачи на ДУИ. Каде има пример, дали во комшилукот или во светот, каде шеф на ДБК преговара за формирање на влада? И тогаш ниту знаевме платформа, ниту знаевме документ, имаше ништо јавно, не се знаеше што се разговара. Сега кога има еден документ во кој се вели за одредени точки кои може би изгледат како ќе се разговара понатаму и за наредните влади кои ќе бидат формирани. Па зошто да нема дебата? Еве, председателот Андов е тук. Господин Андов, се отвори непотребно Пандорината кутија со ова и како сега да се стиша таа реторика која веќе оди до граници на антиалбанска реторика, прашање да се биде или не повторно делби на предавници и патриоти и уште подлабоки делби внатре во македонското ткиво. Се ова реално што го велите, дури има и некои по-загрижувачки потези, да речеме,
некои од учесниците на овие улични собири се залагаат за чиста Македонија. Тоа етнички чиста Македонија никогаш не била. Не знам дали ја знаат историјата дека по описот од 1910 година во Македонија 49,5% се муслимани, 50,5% се христијани и поделени. Јас се извинувам што упаѓам, ама Никола Груевски бара и чиста коалициона влада. Да, и тоа бара. 100 пратеници наспрема 20. Малцинска чиста македонска влада. На чиста Македонија не е возможно. Никогаш не била чиста, сега се 65% македонци по пописот од пред 17 години, така ли? Да, е така. Така да тие работи треба да се знаат. Едноставно, реториката ваму е подредена на целта што Милошовски сега ја соопшти, да тие останат на власт. Обидот да се промовира тоа правило, оној кој има најмногу пратеници, ако нема мнозинство, да ја држи власта, им успеа кога овие прифатија или Димовски да биде председател на Комисија за избори и именувања. Тоа значи дека нема мирно примопредавање на власт, ако велите дека тие промовираат дека не ја предаваат власт. Не, тоа е целта им е тоа. Додека се во парламентот, ќе мора да играат по правилата на парламентот. Може би ќе земе малку подолго, меѓутоа по правила на парламентот. По моje мислење, најлошо е ако ние, да речеме, направиме така да нема решение на кризата во парламентот. Непарламентарно решение на кризата. Оти невозможно е концептот на Груевски да се оди на нови избори. Овие избори ги призна тој. Што ако се оде на нови избори, пак нема да ги призна? Нема фајде и од тоа. Нема. Тој покажа една нестабилност, несигурност во своите однесувања. Овие избори потпиша на 31 август да се превземат сите мерки, потоа се организира и посматрање на медиумите. Што ти не е? Се странски наблюдувачи. Се беше во согласност. Нова изборна комисија. Се беше тоа во согласност. Со него. И има избори, а Уставот вели мнозинството одлучува кој и што ќе биде и како ќе биде. Да. Така, тежок е нивниот судар со Уставот. Многу е тежок. Ама тој не ги есапи во ова мнозинство 67, Никола Груевски не ги есапи и ова пратениците албанци. Не ги рачна. А не му беа потребни. А кога му беа потребни, тогаш ги рачунаш. Така, тука е не може да контрадикторен. Пратеникот по Уставот си е пратеник и овластен е тој како ќе со кого ќе гласа и како ќе гласа. Дали се определува за опозиција или за власта, тоа е негова работа. И тоа е неспорно. Според тоа, на истото остануваме. Ние имаме кај нас се валка низ градовите и поголемите села една теза зад која стои концептот што го изложи Милошовски, да биде, да остане по секоја цена ВМРО на власт, затоа што има 51 пратеник, повеќе има 2 од СДС и не знам што. Иако за влада да се избере се потребни 61 минимум. Како ќе се избере таа влада негова ако нема 61? И затоа притисокот јавен се прави за тоа да биде. За конечното излезно речение, односно конечните согледувања на моите вечерашни соговорници, по уште една пауза за реклама.
Се враќаме назад, влегуваме во завршница на вечерашната топ тема на ваша страна, во вжештената политичка дебата што во собранието, а што и во дел од пораките кои што се слушаат од протестите на улица, се спори и дури и фактот зошто албанец да биде на чело на собранието. Но каква е праксата, каква била досега и колку албанците извршувале значајни функции, имаме мала фактографска анализа за тоа, а пред завршните зборови на моите гости, господинот Стојан Андов и Исмета Рамадани, и низ видеоблог да ги погледнеме вашите коментари за сето она што се случуваше денеска. Од 1945-та па до денеска албанците во Македонија завземале значајни политички позиции. Повеќе од 7 децении биле рамо до рамо со политичарите на највисоките органи во земјава, без разлика на политичкото уредување. На списокот на делегати на првото заседание на АСНОМ, но и дел од президиумот бил судијата од Дебар Кемал Аголи. Поченто и Лазар Колишевски како најмокни луѓе од тоа време, трет човек бил правникот Неџат Аголи, работел како судија во Албанија и Косово. Неговото име сепак ќе остане запаметено како втор подпредседател на президиумот на АСНОМ, прв министер за социјална политика во македонската влада по крајот на Втората светска војна и втор подпредседател на владата. Аголи денес има свој 5-метарски споменик во метрополата, кој дел од проектот Скопје 2014. Вакви и други уште позначени позиции во следниве децении имале и други политичари албанци. Највисоката имал докторот по медицински науки Вулнет Старова. Тој станал последниот председател на делегатското собрание на Социјалистичка република Македонија. Ситуацијата не се променила и по референдумот за независност. Во првата експертска влада на Клюсев, еден од тројцата вице-премиери, е и економистот Бекир Жута, кој своевремено бил и вице-гувернер на Народната банка. Жута ќе продолжи како вице-премиер и во владата од 92-та, која предводи Црвенковски. Во истата влада има уште тројца министри албанци од редовите на ПДП. По составот на сите наредни влади, министерските места што ги добиваат албанците се зголемувале, но и значајноста на ресорите. Албанските партии секогаш имале вице-премиер и 1 до 2 позначени министерски места, но ваквите функции речиси никогаш не предизвикувале контраверзи. Најмногу контраверзи имаше околу позицијата министер за одбрана, кога при реконструкцијата на владата во 2013 челното место во ова министерство го доби Талат Џафери, познат како командант Форина. Прашината што ја дигна тогаш не баре се уште ја заматува политичката сцена во земјава. Токму Џафери е кандидат за председател на идното македонско собрание, функција што никогаш не ја извршувал албански политичар во современата политичка историја на земјава. Продолжи конститутивната седница на Собранието со дискусија за избор на комисија за избор и именувања, откако пратеничките групи во Собранието минатата недела се договорија председател на оваа комисија да биде од редовите на ВМРО ДПМН. Сепак за дискусија за избор на комисијата денеска се пријавија 57 пратеници, повеќето од ВМРО ДПМН. Топ тема на ваша страна денеска преку социјалните мрежи го побара ставот на граѓаните дали тие очекуваат обструкции за изборот на нов председател на Собранието, дали ВМРО ДПМН ќе го попречува конституирањето на Собранието. Сашо Мержановски како одговор ни напиша дека е очигледно реплицирањето помеѓу пратениците од иста партија под изговорот дека не биле пратеничка група. Сметам дека тоа представува класична обструкција, напиша Мержановски, но бидејќи Македонија парламентарна демократија, нека пројде и тоа, бидејќи на опозицијата секогаш треба да й се даде поголема шанса. Твитерџијата Димен не сум Спасов пак очекува Илија Димовски, кој е предлогот на ВМРО ДПМН за председател на комисијата, да ги предложи сите 120 пратеници само за да се развлече оваа седница како она на општина Центар. Диме во друг твит напиша да не се оди в затвор, затоа бараат и нови парламентарни избори. Одложувањето така ќе трае до истекување на рокот на СЈО. Никнеймот Сене на Твитер напиша: целта е да се одржи статус кво во сите битни институции како судство, обвинителство, полиција, за да не одговара никој од ВМРО ДПМН. Според твитерџијата Драгче Кркљанац, веќе го попречуваат конституирањето на Собранието, со долговлекува до недоглед, беа на инструкции кај најголемите демократи Алиев, Орбан, денеска Ердоган. Твитерџијата Ракурс пак напиша дека најдобро би било останатите партии да свикаат прес пред Собранието и со заедничка изјава да ја бойкотираат бурлеската на ВМРО ДПМН. Топ тема на ваша страна побара и став за тоа која би била целта на евентуалната обструкција, се брани Македонија или власта.
За одбрана на Македонија не станува збор е ставот на Лачки Тодор, бидејќи вели тој главните ликови кои повикаа на одбрана се никаде во странство. Председателот на државата е оној кој ги повика сите да излезат на улица, не се дома. Лачки констатира, село гори, баба се чешла. Констатацијата на Демир Седио е дека се знае. Според него веќе е срамно да се споменува одбраната на татковината кога работите се чисти и јасни како солза, да не ја вреѓаме интелигенцијата, да се земат работите посериозно и што побрзо да се формира влада, напиша Седио. Дарко Кежман на Твитер напиша дека на ВМРО ДПМН не име гајле за Македонија, не име гајле ни за членството, на нив единствено им е важно Груевски да не заврши во затвор. Според него, без Груевски и Мијалков, ВМРО ДПМН дефинитивно нема да постојат и тоа е болката. Твитерџијата, подпишан како МТ персона, смета дека целта на ВМРО ДПМН и тврдокорните е да ги одбранат тендерите да се спасат од затвор. Тоа има единствена цел. Коментарите на социјалните мрежи за продолжување на конститутивната седница главно се во насока на тоа дека ВМРО ДПМН ќе се обидува да купува време со пролонгирање на изборот на комисијата, од која пак зависи изборот на идниот прв човек на парламентот. Тоа беа денешниот фактографи и видеоблог. Имаме по неполна минута и за двајцата за крај Рамадани од вас. Собранието профункционира повторно, меѓутоа на повидок е деблокада. Како понатам? Блокада, како понатам? Добро, дали да се чека да се освестат неговите следбеници, односно подржувачи, во овој случај и пратениците на Никола Груевски, треба само да ги потсетам на некои работи. Нивниот шеф, односно Никола Груевски, во почетокот, кога коалицираше со албанските партии, со ДПА, после со ДУИ, беше првиот што почна да чита лошо на албански јазик при промовирање на објекти и така. Па беше меѓу првите кои отиде во џамијата Султан Мурад за Бајрам. Меѓутоа, кога влезе со годините во криминалните дејанија, значи се криминализира корупцијата и така натаму, и кога стана дел од тоа, односно првиот во тоа, тогаш веќе направи ситуација да сето тоа што преминеме на поентата, немаме многу време, околу излезните речења. Историјатот не е познат. Проблемот е тој, затоа што тој си оди надвор и ги остава неговите тука да обструират и да го прават тоа што е веројатно оставено од него како порака. Излез од кризата, од оваа ситуација, мислам дека по се изгледа ќе мора да се интервенира, без разлика што ВМРО ДПМН на Никола Груевски не сака, односно така тие се вада дека не сакаме да ни се мешат другите, меѓутоа по се изгледа пак ќе треба некоја интервенција, за жал, која ќе биде надвор од парламентот, за да доведе ситуација за излез од оваа ситуација. Инаку, ако продолжи вака, без некоја интервенција, без некаков притисок од надвор, јас мислам дека тешко дека може да се излезе од вака ситуација. Власт на мнозинството, доколку тоа не се случи, пропаст на државата, ВМРО ДПМН не може сам да ја одбрани државата, тоа може да го стори народ. Тоа се три пореки кои што постојано ги слушаме деновиве. Вие денеска во дел од изјавите на Милошовски особено препознавте порака дека тие нема да ја предадат власта. Деловникот е комплициран, состојбата блокирана, речиси. Чаре? Чаре е да парламентарното мнозинство, кое е неспорно за сега, без оглед што околу Талат Џафери има тие 62 гласа. Може да се кандидира, да го изберат. И без време се водржува против. Демократија е, може. Ако имаше некој против, па нема 61, не може да биде Талат Џафери, туку ќе треба некој друг да биде. По моје мислење, сега главното политичко прашање е кој ќе изгуби кондиција и ќе биде виновник за непарламентарно решавање на кризата.
за да се напушти парламентот и да се работи по други линии, како се работи сега. Тоа е клучното. Ако мнозинството погреши да има вина во тоа, тогаш на себе си зима еднаков товар како и овие и затоа треба да се укажува и на процедура и на ова и она, ама да ги притиснат да одат кон решение, кон гласање. Дискусијата ќе престане, ќе се заврши, нема тука. Еден ден ќе се заврши. Дали се тоа 25 дена, дали се 15 дена, дали се 10 дена, може да се тоа. Ние седевме, ево, тој знае. И многу повеќе. У 9 сати почнувавме тога до 4:30 седевме таму. Се сеќавам, не легнав после тоа. Имаше повеќе такви, првиот мандат. Во секој случај останува да се види како не мора до 8 да да работат. До кога работат они? До 18 денески имаше иницијатива да биде повеќе. Зошто? Ете тоа нека предложат да се работи до, да речеме, до 12 часот вечерта. Тоа не е против деловникот, ако одлучи собранието. А собранието може да одлучи бидејќи има мнозинство. Да. Во секој случај ви благодарам и на двајцата што вечерва бевте мои гости почитувани. Ви благодарам за вниманието. Останете и натаму со програмите на Телмо.